Народно-ослободителната борба ја одбележа Македонија, историјата на Македонија и цела Југославија. Но денес, каков односот кон тоа наследство? Бевме кај Менкова колиба, сега сме тука кај Козјачкиот партизански одред и гледаме дека спомениците не се баш добро чуваат. Дали тоа има врска само со односот на државата, дека не вложува во тоа, или па исто така и општествен проблем? Бидејќи и самото население нели треба да се грижи за тоа културно наследство. Да, мислам дека тоа е повеќе и општествен проблем, зашто мислам тоа зборува за нашата самосвест. Бидејќи ние како народ, како нација, општо генерално, како сите луѓе што живеат во Македонија, не се само перцепираме, дека например тие се тие луѓето што ги дале своите животи, дале некаква жртва за да едноставно и младоста и се за да бидат некаков поттик за идеја, за идеал и едноставно ние не се на никој начин не се одложуваме на нив. Мислам се гледа и по тоа колку се сочувани спомениците. Во Југославија тоа било да кажеме на некое друго ниво, по прегласувањето на независност, тоа е тотално запуштено. Веќе никој не се грижи за спомениците во НОП. Исто така и во Скопје, во другите градови тоа е случај, но мене што ми го привлече вниманието е тоа дека некои споменици, пример што не се од НОП, се целосно сочувани или па се реновираат сега во ова време, додека па тие што се од НОП намерно се уништуваат. Дали има тоа врска, пример, да речеме, и со заедничката борба на робите тука, дали сака тоа да го избришат, како да не се случило?